Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Ке се менува начинот на наплата за користење на јавниот паркинг простор, зашто корисниците ќе користат СМС пораки. Исто така ќе се прошири и опфатот на улиците на кои возачите ќе плаќаат за паркирање. Општина Кочани не се откажува од планираниот проект за целосно воведување на наплата за користење на јавниот паркинг простор во централното градско подрачје. Најверојатно уште во текот на ова лето ќе се реализира замислата централните улици комплетно да бидат опфатени со проектот, со што сегашните над 200 ќе се прошират на над 500 места. Ова значи дека ќе се укине можноста за слободно, односно бесплатно паркирање на градскиот плоштад, како и на улицата Кеј на Револуцијата до кружниот тек кај полициската станица. Исто така ќе се менува и сегашниот начин на наплата на таксата, затоа што имало известни пропусти, а според првиот човек на општината ќе се искористат искуствата на другите градови и ќе се воведе по современ и поефикасен начин. Бидејќи сегашната наплата се покажа како неефикасна, комуналното јавно предпријатие Водовод е задолжено да организира друг посовремен начин на наплата со СМС пораки, кој што е во фаза на донесување и кој што треба да биде донесен во наредниот период. Не можам да ви кажам сега да фиксирам кој период, меѓутоа очекувам реално дека за наредни 2 месеци, значи во крајот на месец јуни, дека ќе биде завршена постапката во кој што повторувам, ќе бидат опфатени сите оние места кои што се дадени во проектот и кои што ги гледавме тука. 520 места. Од обврската за плаќање на улиците каде што има платен паркинг ќе бидат изземени такси возачите, кои плаќаат по друга основа, како и инвалидните лица за кои паркирањето е бесплатно. Според податоците од буџетот за оваа година, општината очекува од надоместокот за платен паркинг да собере 380.000 денари. Ваквата пресметка е базирана на претходно остварени приходи, односно од почетокот на јули до крајот на декември минатата година, кога била остварена позитивна разлика од 70.000 денари. Оваа сума веројатно ќе се зголеми за двојно, откако ќе се прошири бројот на паркинг местата на кои ќе се наплаќа такса според првично предложениот проект од минатата година. Во тек е процедурата за донесување на нов генерален урбанистички план за Кочани. По тој повод локалната самоуправа ги повикува граѓаните, здруженијата и правните лица да се вклучат во јавната и стручната расправа. Ке се проширува опфатот на градското подрачје на Кочани, зашто е започната процедурата за донесување на нов генерален урбанистички план. Според предлог документот, што се однесува на 10-годишниот период 2013-2023 година, територијата на градот во иднина ќе биде поделена на 14 градски четврти. Површината на планскиот опфат во проширените граници ќе зафаќа површина од близу 1042 хектари. Со оглед што постапката за донесување на генералниот урбанистички план е јавна, локалната самоуправа, која е носител на активностите, закажува јавна расправа што ќе се одржи идниот вторник, со почеток од 11 часот и 30 минути во салата на Советот на општината. Еден час подоцна на истото место ќе има расправа за стратегиската оценка во врска со генералниот урбанистички план. Поради тоа, општината ги известува граѓаните, органите на државната управа и другите правни лица кои вршат работи од областа на образованието, земјоделството, водостопанството, заштитата и спасувањето, противпожарната заштита, здравствената заштита, транспортот и врските и државните патишта дека можат да се вклучат во расправата. Исто така повикот важи и за правни лица кои вршат комунални работи, односно стопанисуваат со комуналните инфраструктурни мрежи, како што се водовод, канализација, топловод, електрично напојување, фиксна телефонија и други дејности. Сите тие ќе можат да достават забелешки по нацрт планот во рок од 10 дена од одржувањето на јавната расправа. Графичкиот прилог на нацртот на генералниот урбанистички план ќе биде изложен на огласна табла пред зградата на општина Кочани, како и на веб страницата на општината, а подетални информации можат да се добијат во одделението за урбанизам. Бројот на ново откриени случаи на заболени од астма е во постојан пораст, покажуваат податоците на Центарот за јавно здравје. Пред сите општини кои ги покрива центарот по бројот на заболени предничи Кочани со регистрирани вкупно 100 заболени лица, од кои 14 се школски деца на возраст до 19 години. По Кочани втора општина по регистрирани заболени од астма е Берово и трета Виница. 5 мај во светот се одбележува како Светски ден за борба против астмата.
Во 2013 година на ниво на регион, по пристигнати пријави од матичните лекари во Кочанскиот центар за јавно здравје, регистрирани се вкупно 261 случаи на заболени од астма. Од нив 2 се деца на возраст до 6 години, 56 се школски деца на возраст до 19 години и 203 се возрастни лица. Од сите општини што ги покрива Кочанскиот центар за јавно здравје, предничи Кочани, со 21 случаи регистрирани заболени деца на школска возраст и 63 возрастни. Втора општина во бројот на регистрирани заболени од астма е Берово, со 8 школски деца и 59 возрастни. И трета е Винница, со регистрирани 14 случаи на заболени кај школски деца и 21 возрастен. За 2014 година состојбата е слична како 2013, со регистрирани вкупно 278 случаи на заболени од астма, од кои исто 2 се деца на возраст до 6 години, 31 случаи на школски деца и 245 возрастни. И оваа година Кочани предничи пред сите општини што ги покрива Центарот за јавно здравје, со регистрирани вкупно 14 заболени школски деца и 86 возрастни. Берово со 7 заболени школски деца и 45 возрастни. И трета во бројот на регистрирани и во 2014 е Винница, со заболени 7 деца до 19 години и 41 возрастен. Скоро иста е застапеноста на заболени кај машки и женски пол, додаваат од Центарот за јавно здравје во Кочани. Инаку Кочанската општа болница не располага со центар за астма, но затоа пак за преглед на пациенти еднаш неделно доаѓаат лекари специјалисти од клиниката за пулмологија од Скопје, професор Глигоровски и доктор Маргарита Николау, кои на спирометерот, апарат со кој располага Кочанската болница, вршат прегледи на пациентите болни од астма. Станува збор за апарат со кој се мери протокот на воздух при дишење и со кој болницата располага веќе трета година поред. Центар за астма поседува Штипската клиничка болница, каде што секоја година се откриваат нови случаи на заболени од оваа болест. Астмата е болест која не се лекува, но со соодветна терапија може да се стави под контрола. Клучни фактори кои придонесуваат за зголемување на бројот на заболени од астма се загадувањето, пестицидите и храната. Во светот околу 300 милиони луѓе боледуваат од оваа болест. Во Македонија се регистрирани околу 100.000 лица. Со измената на Законот за лекови и медицински помагала е предвидено здравствената установа аптека, што има 2 или повеќе организациони единици аптеки во состав на подрачјето на иста општина. Задолжително на секои 2 организациони единици во незин состав да отвори и организациона единица или аптекарска станица во населено место во рурална средина. Вакви аптеки веќе се отворени и во нашите региони. Со проектот Аптекарска станица во населено место во рурална средина се предвидени 46 аптекарски станици на територијата на цела Македонија, од кои 45 се комплетно завршени. Меѓу нив веќе се подпишани договорите помеѓу ФЗО и аптеките во село Истибања Виница, село Облешево, Чешиново и Оризари Кочани, како и во селото Зрновци. Аптекарските станици се отвораат согласно потребите утврдени во мрежата на здравствените установи на Министерството за здравство, бројот на жителите во населените места, оддалеченоста и достапноста. Со цел да се мотивираат аптеките да отвораат аптекарски станици, со Законот за лекови се овозможи истите да немаат комплетен фармацевски тим, односно да можат да работат само со фармацевски техничар. Со тоа им се овозможи на најголем дел од граѓаните во руралните средини да имаат можност за лесна достапност на лековите што се на товар на ФЗО. Фондот за сите 46 аптекарски станици ќе издвојува 31,4 милиони денари годишно. Со аптекарските станици директно ќе бидат опфатени повеќе од 90.000 граѓани кои живеат во руралните средини каде е сместена аптекарската станица, како и огромен број граѓани кои живеат во соседните населени места. Со децении наназад, некои населени места никогаш немале аптеки, а граѓаните од овие места биле приморани да патуваат до најблискиот град за да можат да подигнат лек на рецепт. Здравствените власти велат дека со овој проект се решава повеќе деценискиот проблем на граѓаните и се овозможува тие да имаат поголема достапност до лековите. Остварување на правото на здравствено осигурување, ослободување од плаќање партиципација и остварување на правото за боледување се најчесто поставуваните прашања од страна на осигурениците во текот на отворените денови на Фондот за здравство во Кочани. Секој четврток граѓаните се информираат за остварување на правата за здравствено осигурување.
За остварување поголема транспарентност во работата на Фондот за здравствено осигурување како самостојна финансиска институција која врши дејност од јавен интерес и го спроведува задолжителното здравствено осигурување на територијата на Република Македонија, од пред 1 месец секој четврток во седмицата Фондот за здравство во Кочани организира отворени денови за осигурениците. Целта е подостапно информирање на осигурениците во делот на остварување на нивните права и обврски од здравственото осигурување. Од Кочанската подрачна служба на фондот информираат дека граѓаните најчесто прашуваат и се интересираат за начинот на остварување на правото на здравствено осигурување, ослободување од плаќање и партиципација, како и остварување на правото за боледување. Раководителот на подрачната единица на Фондот за здравство во Кочани Лазар Настевски и понатаму ги повикува сите заинтересирани осигуреници, доколку имаат одредени прашања во врска со остварување на нивните права од здравственото осигурување, секој четврток да дојдат во Фондот за здравство и да се информираат за се што ги интересира. Службите за таа цел работат од 10 до 15 часот и се отворени за комуникација со граѓаните. За успешно реализирање на овој проект, раководителите ги преземаат потребните активности. На видно место во подрачната служба е истакнато соопштение за отворените денови. Во проектот се вклучени повеќе вработени од службата и се врши прием на осигурениците. Со прогласување на победниците и доделувањето на наградите заврши овогодишниот драмски детски фестивал. На програмата на фестивалот беа прикажани вкупно 17 представи, а имаше и 2 придружни содржини. Во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри беа прогласени најдобрите учесници и представи што го одбележаа годинешниот драмски детски фестивал. Манифестацијата што во Кочани се одржа по 8 пат, програмски и содржински, беше најбогата досега. На неа учествуваа театарски групи од повеќе општини во Македонија, при што беа изведени вкупно 17 представи. Гран при наградата за најуспешна представа ја доби театарската група од основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци за изведбата на текстот Ојле Брада во животинска балада, а во режија на Билјана Ѓоргиева Гаврилова. Наградата за најдобро машко остварување му припадна на Никола Симоновски од Скопје, а за најдобро женско остварување беше прогласен настапот на Елена Мисковска од Кривогаштани. Наградата за режија им припадна на професорките Орданка Петковска и Лила Арсова од Велес, а за најуспешен сценски говор наградена е драмската секција при основното училиште Крсте Петков Мисирков од Радовиш. Награда за најуспешен аматерски драмски текст доби Анета Велковска од Скопје за представата Отровен лек. Жири комисијата во состав Силвана Јаневска како председател и Вита Ковачева и Перо Данилов како членови имала тешка задача да ги одбере најдобрите со оглед на квалитетот на представите и учесниците. Работеле доста креативно, вложиле многу труд и учениците и наставниците. Но можам да забележам дека голема поддршка имаше во некои училишта и од директорите. И тоа е за поздравување. Доста воиграност, екипно, но се одделува и поединци кои беа доста талентирани, креативци во секој поглед. Расте квалитетот, да. Доаѓаат, сакам да кажам, најдобрите. Тие сами меѓу себе најверојатно се оценуваат. Задоволни од наградите и учеството на фестивалот беа и учениците, со очекување да бидат меѓу најдобрите. До некаде очекувавме, бидејќи е многу добра драмата, текстот е убав. Очекувавме, ама можеше и мислевме дека е од поубавите места и за Гран При се надевавме. Најдобрите на детскиот драмски фестивал добија и награди. Уметнички слики изработени од ученици кои ја посетуваат ликовната школа под менторство на магистер Александра Димитрова, а што работи во состав на Центарот за култура Бели Мугри. Учениците уметници имаат чест сами да им ги врачат своите дела како награди на победниците на фестивалот. Првата спортска информација е од училишниот спорт. Одигран е еден надпревар во рамки на училишната лига во ракомет, додека редовното коло од футсал лигата е одложено. Во спортската сала во основното училиште Никола Карев беше одиграно половичното редовно коло во училишната ракометна лига за основци.
Во единствениот надпревар, екипата на Раде Кратовче ја совлада Малина Попиванова со резултат 6:3, полувреме 2:0. Поради одржување на ученичката екскурзија, не се одигра надпреварот помеѓу екипите на Свети Кирил и Методи и Никола Карев. Привремената табела изгледа вака: во водство екипата на Свети Кирил и Методи со 6 бода, колку што имаат и Никола Карев и Раде Кратовче, последна екипата на Малина Попиванова со 3. Следното коло на програмата е в четврток. Двојките се Никола Карев, Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи, Раде Кратовче. Според најавите, во наредното коло, односно одигрувањето на заостанатиот надпревар Свети Кирил и Методи Никола Карев е поместено за петок. Поради одржувањето на ученичката екскурзија, одложено е редовното коло и во училишната футсал лига. Надпреварите се презакажани за следната среда. Приказна за успешна спортска кариера која доаѓа од диаспората. Марина Николова, поранешен асистент во карате клубот Блатец, која по стапувањето во брак се пресели во градчето Ница Монферато, Италија. Една година е тренер на карате клубот Нико, а зад себе веќе има неколку значајни одличија од надпреварите во Торино. Дипломиран професор по одделенска настава. Долгогодишното искуство на Марина Николова, по-конкретно од својата 9-годишна возраст со изучување на карате вештините, сега сака да го пренесе на младите генерации, пред се македонските деца кои се родени и живеат во Италија. Со поддршка на нејзиниот сопруг пред една година го основала карате клубот Нико Шотокан карате и се зачленила во КСЕН, Националната спортска федерација на Италија. Сите нејзини дипломи од Македонија и биле признаени, со што уште од почеток ја има поддршката од своите италијански колеги. Клубот, за чии потреби ја користи спортската сала на општината Ница, стартувал со 13 деца со македонски корен, а сега брои 33 членови на возраст од 6 до 14 години, меѓу кои 30 деца со италијанско потекло. Со изучување на основните карате техники, 19 членови на клубот веќе ја поминале првата селекција со добивањето на жолт појас, а од почетокот на годината имаат освоено 7 медали на надпреварите кои се организирани на ниво на регион. Зголемениот интерес кај македонските деца ја поттикна Николова да го прошири клубот со секција и во Канели, каде веќе води преговори за изнајмување простор за спортување. Како млад клуб во Италија, кој него одбележал ни првиот роден ден, успешниот старт најавува амбициозна кариера на оваа млада виниченка и можност на македонските деца да се докажуваат на спортски план во Италија. Толку во овие вести, повеќе информации имате на каналосум.мк. Довидување.